И на самиот крај го напуштаме студиото. Ирена Спировски имаме ова утро на линк. Ирена ни наоѓа секогаш интересни соговорници. Ирена, добро ти утро. Колку што разбрав, ова утро ти твојот соговорник ќе одбележите 30 години од постоење на Македонското библиско друштво. Што значи момент за честитање. Пренесимо ги честитките на твојот соговорник и поволи. Благодарам Искра за честитките, ќе бидат пренесени, како што спомена и ти, утринава се јавуваме во живо од Македонското библиско здружение, кое што оваа година одбележува голем и значаен јубилеј, 30 години од своето постоење и непрекината преведувачка, издавачка и дистрибутивна дејност. Свеченото одбележување на овој 30 годишен јубилеј, кој што се одржа неодамна, воедно беше и промоција на новите преводи на Новиот Завет и псалмите, а повеќе за самиот јубилеј, но и за развојниот пат на Македонското библиско здружение во изминативе 30 години, зборуваме утринава со генералниот секретар на здружението, професор доктор Ѓоко Ѓоргевски. Добро утро. Добро утро и поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Пред се да ви принесам честитки од количката Искра и од екипата на телевизија Алфа за големиот јубилеј на Македонското библиско здружение, кое што се одржа со пригодна свечаност. За почеток, може ли да ни кажете нешто повеќе за развојниот пат на Македонското библиско здружение во изминативе 3 децении? Значи, активноста на библиското здружение на овие простори е години наназад. Но Македонското библиско здружение е основано пред точно 30 години со создавање на можностите и со имање на собствена држава, имајќи ги предвид сите потреби кои што ги имаат христијаните во оваа земја во однос на Библијата и библиските текстови. Потребно е да се спомне само дека првото издание на Македонската Библија, целосниот превод во 90-та година, излегува како подготовка за основањето на здружението, но веднаш после основањето започнати се првите чекори за ревидирање на библиските текстови и прилагодување според потребите на христијаните, така што денес имаме например, Библија со дефтероканонски книги, која што е за потребата на православните христијани, и Библија без дефтероканонски книги, која што е за потребите на другите христијани во земјата. Освен тоа, Македонското библиско здружение во сите овие 3 децении има и други активности кои што се поврзани со пренесување на библиската порака и до оние кои што на вообичаен начин не би можеле до неа да стигнат. Така што извадени, отпечатени се, подготвени се отпечатени изданија во Брајово писмо. Имаме досега за сите изданија на Новиот Завет, а ги има 3 од 90-та година, 2006-та и најновото издание. Сега веќе е подготвено и аудио верзија, која што е секако добро е да се користи и може да се користи за сите, значи оние кои што се заинтересирани, а кои што можеби немаат време да се посветат на Светото писмо читајќи, тоа може да го направат слушајќи. И секако тука спаѓа и оној вид на литература, црковна литература што ги вклучува и најмладите. Така, таа литература секако дека е поврзана со Библијата, различни видови на детски библии. Кога велиме за детски библии, тоа се раскажани библиски текстови прилагодени за соодветна возраст на децата. Некои се многу едноставни, тоа е за возраст од 6 до 10 години. Најмногу се употребуваат оние детски библии кои што се за повозрастни деца и за тинејџери и кои што се многу добро прифатени па дури од возрастните. Во склоп на свеченото одбележување на 30 годишниот јубилеј беа промовирани и најновите преводи од Новиот Завет и од псалмите. Значи, би сакал само накратко да спомнам дека првите изданија преводи на македонски јазик се направени од црковнословенски јазик, што е всушност црковнословенски превод на Светото писмо. Пред неколку години започна активности за преведување на библиските текстови од нивните оригинални јазици, значи од
старогрчкиот јазик. Минатата година, кон крајот на годината, успеавме да конечно да го отпечатиме и изданието, преводот на Новиот Завет на македонски јазик, и оваа година непосредно пред самата свеченост веќе достапен и преводот на псалтирот на македонски јазик, повторно велам од оригинален грчки јазик. Имајќи ги сега овие преводи, една од идеите за понатамо и плановите на Библиското здружение е да продолжи понатамо со преведувањето на библиските текстови од оригиналните јазици, значи паралелно и од еврејски јазик, оние што се напишани на еврејски, и од грчки јазик. Македонското библиско здружение е полноправна членка на обединетите библиски здруженија кои што функционираат во над 200 земји. Може ли малку да ни кажете за таа соработки и активности кои што ги имате со нив? Па и сите досегашни активности, дури пред да стане полноправна членка, што сега беше тоа минатата година, поддршката од обединетите библиски здруженија беше мощна и значајна, бидејќи во целиот процес на активностите и тие беа вклучени со поддршка, посебно кога се работи за стручна поддршка. Имено, имајќи предвид дека една од главните активности на библиските здруженија, преведувачката дејност, имаат цели тимови, стручни лица и советници околу целиот процес на преведување, значи, па се до, не знам, определени програми кои се користат, можности за проверка на текстовите, за да може на крајот да се добие колку што е можно поквалитетен текст. Исто така и идеите, некогаш предлозите доаѓаат од обединетите библиски здруженија врз основа на нивните искуства, а некогаш се наши предлози за определени активности и проекти за нашите потреби, кои што најчесто имаме разбирање и биваат исто така поддржани од обединетите библиски здруженија. Какви се плановите и предвидените активности за предстојниот период? Значи, преведувачкиот процес е потрпен процес и верувам дека тешко е некогаш да кажеме дека целосно ќе заврши. Како прво, после отпечатените текстови секогаш се започнува со повторно прегледување и ревидирање на текстовите. Но исто така треба да се има предвид дека јазикот е нешто што постојано се развива. И една од, да кажеме, идеите за активностите на библиското здружение во иднина е и тоа дека треба понекогаш библиските текстови да се обидеме да ги прилагодиме на начинот на кој што младите говорат, на кој што младите размислуваат, прилагодени на македонската синтакса, не бегајќи можеби премногу од старите наши зборови, но доколку се непознати, да ги замениме со нови, соодветни, кои што ги имаме во македонскиот јазик, но сепак чувајќи убавината на македонскиот јазик и грижијќи се да колку што е можно да остане наш, без несување на интернационализми, без несување на туѓи зборови, пазејќи го нашето, но сепак создавајќи нешто ново. Јас уште еднаш честитам за овој голем и значаен јубилеј, пожелувајќи понатаму Македонското библиско здружение да продолжи по патот кој што го трасиравте во изминативе 30 години, да имате плодна и преведувачка, издавачка и дистрибутивна дејност. Благодарам за честитките и да не се зголемуваат радостите. Амин. Еве, тука некаде ќе го заокружиме нашето јавување, се разбира секако искра, доколку може би и ти имаш некое прашање за професорот Ѓоко, па да го пренесам и да искористиме можноста и приликата додека сме тука да го одговори. Не, ти благодарам и Ирена, уште еднаш честитки до гостинот, до соговорникот.